ова издание. Планински чај од Мала Преспа стана хит на пазарот во Америка. А повеќе од другите вести во САД, ќе се продлабочат ли тензиите со Кина по хакирањето на имейл платформата на Microsoft. Новитет на израелска компанија, кој ќе овозможи да се прават селфија и со говорни команди. Почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон. Добре дојдовте во Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Милена Ѓорѓиевска. Ке се продлабочат ли тензиите меѓу САД и Кина по неодамнешните препукувања за кибернетските напади поврзани со Microsoft. Повеќе за ова ќе слушнете веднаш по извештајот на колегата Мики Трајковски, кој разговараше со македонец од Мала Преспа, кој направил бизнис во Америка со планински чај. Погледнете. Планинскиот чај од плантажите во Мала Преспа, Албанија, каде рачно се одгледуваат големи површини со овој насад. Веќе 2 години завршуваат на американскиот пазар благодарение на Валентин Андон. Овој млад човек со потекло од Мала Преспа, каде живеат етнички македонци, во 2019 година заминува на студии по маркетинг во Чикаго, но трошоците за живот го натерале да бара начин за екзистенција и подобар живот. Идејата почна со вујко ми. Ние, нашата фамилија има чај во Мала Преспа, имаме многу чај. Чајот во Мала Преспа е како тутунот во Прилеп. Значи, има многу количини, но понекогаш е проблем да се продај. Многу лаги, проблеми и чајот ќе заостане и не се продават. Па ние размислиме тој чај да го увезиме во Америка. Откако добро го проучиле тамошниот пазар, потребите и соодветната законска регулатива, во 2020 пристапиле кон регистрација на брендот Activity, под кој денес се продава овој производ. Се земаат од Мала Преспа и директно идат во Америка. После таму имаме наши паковки и според американскиве регулации ние го паковаме и го продаваме онлайн и сега ние се проширвиме и на некои продавници. Идејата е нивниот производ да биде присутен во некои од поголемите маркети каде се продаваат производи од балканските држави. Најчести клиенти се ови од Европа, уствари Балканов. Значи албанциве, македонциве, грциве, бугарциве. Овај чај, за жал, не е многу познат во Америка. Зато ние правиме све што можеме да дајме колку појќе информации. Но неговите планови не застануваат овде. Ние планираме да отвориме наши продавници, значи Activity. Тој е нашиот бренд, па и ќе отвориме и наши продавници во различни места во Америка. Кај што луѓето можат да дојдат, да седнат, да ги пробат нашиве чајови. Годишно увезуваат повеќе од 100 килограми чај од Мала Преспа. Многу луѓе од Мала Преспа идат овде во Охрид, во Струга и го продават чајот напад или не знам како на пазар, ама јас планирам да им го откупам цел чај и да си го работам сам во Америка. Вели потребен е добро разработен маркетинг и бизнис план, а за поголеми успеси време и многу работа. Јас им на сите им препорачувам да прават тоа што тие сака. Значи не треба да си ја комплицираш идејава. Неговата желба еден ден да се врати во Македонија и Охрид, каде го завршил и своето средно образование. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Откако САД ги обвинија кинеските власти за шпионажа и заштита на хакерите, Белата куќа најави дека во тек е истрага за кибернетски напади во странство, потенцирајќи дека се можни санкции во иднина. Глобалниот напад на имейл серверот Microsoft Exchange првпат беше откриен во јануари, пошто во февруари се прошири на десетици илјади корисници низ целиот свет. Администрацијата на Џо Бајден ја обвини Кина за хакирањето. Пекинг одговори дека наводите се фабрикувани. Кина уште еднаш силно бара од Соединетите држави и сојузниците да престанат со кибернетските кражби и кибернетските напади кои таргетираат Кина, да престанат да обвинуваат за кибернетската безбедност. Председателот Џо Бајден ги обвини кинеските власти дека ги штитат хакерите. Кинеската влада, исто како и руската влада, не го прават ова самите, туку ги штитат оние кои го прават тоа и можеби дури и им овозможуваат да можат да го прават тоа. НАТО, ЕУ, Австралија, Обединетото кралство, Јапонија и Нов Зеланд и се придружија на администрацијата на Џо Бајден во обвинувањата дека Пекинг спонзорира непријателска кибернетска активност.
САД обвинија четворица кинески државјани за поврзано со кинеска државна акција за шпионажа, која ги таргетира САД и другите земји. The indictment alleges that 3 of the 4 defendants Во пријавата стои дека тројца од четворицата обвинети биле разузнавачки службеници во кинеското Министерство за државна безбедност. Тие ги извршиле наводните кибернетски напади преку компании чија цел била да ја зацкријат мешаноста на кинеската власт во оваа нелегална активност. Но администрацијата на Џо Бајден не воведе ниту санкции, ниту протера кинески дипломати, како што направи по неодамнешните руски кибернетски напади. They're worried about China retaliating. Се плаша дека Кина ќе возврати, веројатно против американски компании кои работат во Кина. И мислам дека веројатно е тешко да се натераат повеќе сојузници, веројатно помалите европски земји кои имаат блиски економски врски со Кина, да се придружат на санкции кон Кина. Од Белата куќа велат дека истрагата за кибернетските напади од странство е во тек и дека не е исклучено преземање мерки во иднина. Ова не е крај на нашите напори во однос на кибернетските активности на Кина и Русија. Кина вели дека се противи на сите форми на кибернетски криминал и тврди дека најголем дел од нападите доаѓаат од САД. Аналитичарите велат дека државите, вклучително и САД, Кина и Русија, постојано се вклучени во кибернетска шпионажа и дека е малку веројатно да ќе престанат да го прават тоа. I am more hopeful that we can have some type of Повеќе се надевам дека може да имаме некој вид на договор за нападите кои уништуваат податоци или уништуваат системи. Нападот кој бараше откуп на колонијалниот нафтовод, кој беше полош, нафтоводот беше вон функција неколку дена, е вид на напад за кој сакаме да имаме договорени и споделени правила со Кина и Русија и со другите. Во 2015-та, тогашниот председател Барак Обама и кинескиот лидер Си Џинпинг се договорија двете земји да работат на намалување на кибернетските напади и на истраги на криминалот поврзан со нив во рамките на своите граници. Но последното кибернетско несогласување веројатно ќе ги продлабочи тензиите меѓу САД и Кина. На раквица ќе може да го контролира умот при користење телефони, па дури и при правење селфија. Ова ќе биде можно со нов вид технологија што ја развива израелска компанија. Пишувањето, екранот на допир, па дури и компјутерското глупче, наскоро може да застарат. Тие веќе се заменуваат со говорни активни команди. Што е следно? На раквица или часовник што ви овозможува да комуницирате со само еден прст на раката. Кога ќе ги притиснам прстите ќе повлечам линија ќе се исцрта на екранот, додека јачината на притисокот всушност ќе одреди ширината на линијата. Израелската компанија Wearable Devices ја разви ова нараквица по име Мудра, која ги бележи електричните сигнали генерирани од телото. Тие ги читаат вашите мисли. Тоа е како магија. Кога сензорите ќе дојдат во контакт со кожата, тие ги откриваат и преведуваат електричните сигнали од нервите на зглобот и преку гестот на рацете прават алгоритми за учење. Овој сигнал не доаѓа од движењето. Тоа доаѓа од мојот мозок. Ако го поместам првиот механички со друга рака, може да видите дека нема да има промена во сигналот. Од јавување на телефони без да се допира екранот, до правење селфи фотографии и играње игри. Wearable Devices не е единствената компанија што работи на овој вид технологија. Во 2019 раководителот на лабораториите за реалност на Facebook објави дека компанијата CTRL Labs развила слични нараквици за наводно повеќе од $500 милиони. Нараквицата Мудра се користи со некои паметни часовници, има и апликации за виртуелна и додадена реалност. Но не секоја технологија одговара на нараквицата Мудра. Оно што е сигурно е дека иднината на компјутерската технологија е на прагот да им овозможи на корисниците подиректно и побрзо да комуницираат со компјутерите, само со гест. Благодарам на вниманието. За повеќе информации појдете на нашата веб страница и на социјалните медиуми. А ние се гледаме утре повторно.